И така, одете низ целиот свет, учејки и проповедувајќи го Евангелието на секоја поединечна личност во најдалечните делови на земјата. Со Божја помош InTouch службите достигнуваат повеќе и повеќе луѓе, вклучувајќи ги и оние кои се пропуштени. 45 години InTouch е во партнерство со верниците од цел свет за да го рашири Евангелието близу и далеку. Како што се движиме нанапред, ние го бараме Божјото водство и омиленост за да ја продолжиме неговата мисија. InTouch со доктор Чарлс Стенли. Споделување на Евангелието низ цел свет. Следно на програмата InTouch, лекции што ги научив. Дали живеете според принцип или според притисокот во моментот? Дали се фаќате себе си дека донесувате одлуки основани на моментални чувства или повеќе според принципите на Божјото Слово? Дали околината околу вас има влијание на вас или Светиот Дух кој живее во вас? Дали можете да кажете дека имате чувство на правец, на значење, на цел за вашиот живот? Или само некако одговарате и реагирате на животот кога ситуациите и околностите ќе се појават? Библијата е полна со прекрасни принципи, побожни принципи, преку кои нашиот Господ сака ние да живееме. Сушност, можете да видите од Постанок до Откровение дека има принцип по принцип кој Бог ни ги дава, бидејќи ова е Божја книга на инструкции како да живееме. Најмудрата работа која таткото може да ја направи за неговите деца е да ги научи многу рано во животот да слушаат, да веруваат дека ова е Божјиот збор и да ги споделат овие принципи на писмото со таква страст за тие да бидат водени преку божествени принципи. Овие принципи кои ќе ни овозможат да го живееме животот најдобро. Сакам да свртете во Изреки глава 3, која што за мене лично е многу битна во Библијата, бидејќи има едноставни стихови на кои некако повторно се враќам во последните години. Тој вели во почеток на стих 1 од глава 3. Сине мој, не го заборавај моето учење, но нека твоето срце ги чува моите заповеди, зашто тие ќе ти придадат долги дни, години на живот и мир. Не дозволувај милоста и вистината да те напуштат. Врзи ги околу твојот врат, напиши ги врз плочите на срцето твое, па ќе најдеш милост и добар углед во очите на Бога и на луѓето. Слушнете го ова. Надевај се на Господ со целото свое срце, не се потпире на своето разбирање, на сите твои патишта, признај го Него и Тој ќе ги исправи твоите патики. Не се сметај за мудор во своите очи, имај страф од Господ и оттргни се од злото. Тоа ќе биде лек за твоето тело и освежување за твоите коски. Почитувај го Господ со твојот имот и со првините од твоите придобивки. И твоите житници ќе се исполнат до врвот и твоите преси ќе се прелеваат со ново вино. Сине мој, не ја отфрлај казната од Господ или неговото укорување, зашто кога Господ го сака, него и го кара, како и таткото синот свој што го љуби. Она што сакам да го направам во оваа порака најпрво да споделам со вас некои од најважните принципи што Бог ги постави во мојот живот. Тие принципи преку кои тој го водеше мојот живот, има многу други освен оние што сакам да ги спомнам. Но овие се тие што тој најмногу ги вгради во моето срце. Ме водеше не сите овие години, за кое што јас сум му многу благодарен. Сакам да почнам со најпрвиот, за кој ме учеше мојот дедо кога бев 17 години. Тој дури и не свати колку влијание имаше врз мојот живот, но тој го вгради овој принцип пред мене на многу едноставен начин. Покори се на Бог и остави ги сите последици од твојата послушност на Него. Покори се на Бог и остави ги сите последици на Него. Бог самиот е одговорен, тој е обврзан да биде одговорен за последиците од нашата покорност. Запомнете го тоа. Бог е одговорен за последиците од нашата покорност. Моја е одговорноста да научам како да го слушам Него. Моја е одговорноста да верувам во Него. Неговата одговорност како резултат на мојата покорност е да се погрижи за сите тие последици. Сега, честопати едно од работите со која треба да се справиме е вревата на другите луѓе. Она што тие мислат дека ние треба да правиме, како тие мислат дека ние треба да живееме и одлуките што тие мислат дека ние мора да ги донесеме.
донесеме. Вистината е дека ако вие го слушате светот, честопати дури и ако ги слушате луѓето кои мислат добро, вие нема да ја најдете или да ја слушнете Божјата волја. Често луѓето ни кажуваат што тие мислат дека ние сакаме да го слушнеме, што мислат дека ќе биде лесно за нас, што мислат дека ние треба да правиме од нивната перспектива, а никој не ја знае Божјата волја и цел за нашиот живот, освен семоќниот Бог. И така, кога велиме покори се на Бог и остави ги сите последици на него, ние не можеме да научиме поголема лекција во животот. Треба храброст да се биде покорен кога не знаеш какви ќе бидат последиците. Потребна е вера да се биде покорен кога немаш никаква идеја какви ќе бидат последиците. И честопати кога ние се обидуваме да се замислиме во нашиот ум и нашето мислење од човечка гледна точка, какви можат да бидат последиците? Многу често ние сме целосно грешка бидејќи само Бог во неговото сезнаење знае какви ќе бидат последиците. Така, ако запомнете, покорете се на Бог и оставете ги сите последици на него. Семоќниот Бог е целосен одговорен за последиците од нашата покорност. Втората лекција што би сакал да ја спомнам едноставно е ова. А тоа е, научете да верувате на Господ за секоја поединечна работа во животот која ни е потребна. Честопати тоа се тешкотиите и неуспехот кои не учат како да научиме да веруваме во него. Бог ќе ни испрати доволно тешкотии и проблеми во нашиот живот. Тој ќе ни испрати доволно искушенија и неволји за да не научи да веруваме во него. Како ќе научиме да веруваме на него ако не се соочиме со околности и ситуации во кои не се чувствуваме безпомошни и безнадежни и изгубиме од божествената интервенција од Бог. Ти можеш да му веруваш на Бог за секоја потреба. Ти можеш да му веруваш да те заштити во секоја околност. Верувај што вели Бог, отколку она што ти го чувствуваш или што го гледаш, бидејќи ако веруваш во она што чувствуваш, може да биде многу погрешно. Ако веруваш во она што слушаш, може да биде многу погрешно. Ако веруваш што вели Бог, тогаш никогаш нема да погрешиш правејќи го она што е правилно. Третата лекција за која мислам дека е многу важна е ова, а тоа е да научите да чекате на Бог за неговото водство и неговото време. Кога Бог ти рекол нешто, кога тој ќе ти каже да чекаш, не попуштај под никакви околности, бидејќи Бог сака да чекаме за многу специфична, јасна причина. Запомнете дека тој е сезнаечки, ние не сме. Тој го знае минатото, тој знае сега, тој ја знае иднината. Тој ги знае сите работи кои се вклучени во секоја поединечна одлука, која јас и ти ја донесуваме. Еве што открив јас. Кога Бог вели, чекај, тоа веројатно е заради една од три причини. Број 1, бидејќи јас не сум спремен за она што тој го вели. Може да биде дека она што јас го верувам дека е Божја волја, навистина е така. Но времето не е сега, туку во негово време. А тој вели, не, чекај, понекогаш ние чекаме за малку и мислиме, Боже, јас доволно чекав. Тој вели, не, чекај, дали ќе веруваш што реков јас или ќе веруваш што ти гледаш, или ќе веруваш што чувствуваш. Кога Бог вели, чекај, јас не можам да ти кажам колку важно е ова. Ова е најтешката лекција за учење, но и најважна. Не се поместувај се додека Бог не ти даде дозвола да се помрднеш. Една од причините е затоа што ние не сме спремни. Втора причина е затоа што околностите што тој ги спрема за нас е дека таа околност не е спремна. Јас и ти не можеме да го брзаме Бог. Кога Бог става ситуација, околности заедно, тој ги става заедно во негово совршено време и на неговиот совршен начин. Честопати кога Бог вели, не се мрдај. Зошто, Господи? Само верувај ми, не мрдај. Но Боже, погледни ги сите тие работи кои доаѓаат и времето си тече. Не мрдај, верувај ми, не мрдај. Принципи и лекции за кои Бог ќе не учи, како ова би можело да е еден од нив. Но тоа е еден од нив, бидејќи како што јас размислувам низ овие години, една од корисните работи кои некогаш сум ги направил, сум ги научил многу рано во животот. Кој е тој принцип? Еве го. Давај дарежливо за Господовото дело. Еве што открив. Ако јас задржам, ако јас станам приврзан за нешто во животот материјално, она што го правам, јас сум приврзан за нешто. Ако јас се држам за нешто, Бог не може да стави нешто во рацете кои се цврсто стиснати, еве вака. Господе, се што имам е Твое. Ти можеш да земеш се што сакаш. Ти можеш да земеш колку што сакаш. Се што треба да направиш е да ми кажеш што сакаш и еве го. Секогаш кога се држите за нешто и кога парите стануваат приоритет во нашиот живот, забележете го тоа.
вие ќе ги изгубите. Но ако јас и ти ќе кориме покорно пред Бог и ги следиме неговите принципи на давање, еве што ќе направи тој. Тој ќе ве унапреди на начини кои никогаш не можете да си ги замислите. Еве нешто друго. Ќе ве заштити од алчност, ќе ве заштити од себичност, ќе ве заштити од тоа да бидете материјално приврзани. Ви велам, дел од она што не е во ред со целата оваа нација е дека ние стануваме алчна нација. Некој некако не убедил и натерал дека ако имаме доволно работи, доволно од ова, она и нешто друго, ние ќе бидеме среќни. Нема среќа, нема радост и мир во работите. Тоа може да се најде само во врската со Исус Христос. Можам да се сетам првиот пат кога тоа ми дојде на ум. Никогаш не сум слушнал проповед на тоа или книга, не сум видел трактат, никогаш не сум слушнал за тоа. Ја зедов оваа книга на доктор Реймунд Едмунд, кој тогаш беше председател на Витон коледжот. Тој ја напишал оваа книга со наслов "Тие ја пронајдоа тајната". Тоа е едноставен биографски скеч на духовниот живот и духовното патување на некои познати Божји мажи и жени. Ја отворив книгата една ноќ, еден петок. Се прошетав до градината и почнав да читам. Почнав со првата глава за Хадсон Тейлор. Не прочитав многу, можеби до 7-та страница. Кога дојдов дотаму, си мислев: Господе, еве некој кој се чувствува точно како мене. Еве некој кој минува низ истите работи со кои јас се мачам. Таа ноќ за прв пат во мојот живот, идејата дека Исус Христос дојде да живее внатре во мене, да живее преку мене, животот што јас не можам да го живеам, бидејќи јас се борев, обидувајќи се да го направам најдоброто. Пораснав во легалистичка црква, не го прави ова, не го прави она. Се обидував најдобро што можам да направам. Не ми одеше многу добро. Бев христијанин како во Римјани 7. Она што сакав да го правам, немав сила да го правам. Јас молев, постев и кажував на Бог што ќе направам, дали ќе бидам подобар, а јас бев полош, се додека конечно Бог не ме доведе до крајот на себе си, каде што некако христијанскиот живот не успеваше. Можам да се сетам таа недела кога ја читав оваа книга. Дојдов до заклучок. Само верувајте во Господ Исус Христос и тој ќе ви даде мир, среќа и радост во вашиот живот, бидејќи јас го имав тоа во недела. Ќе дојде понеделник, го немав. Нешто беше погрешно. Ќе дојдеше најмалку 2 пати во месецот. Не е увеличување. Доаѓа и го предава повторно неговиот живот. Јас мислев, што не е во ред со него? Беше добар пријател. Што не е во ред со него, што мора да го посветува неговиот живот секои 2 недели? Си мислев, нешто не е во ред или со проповедувањето, или нешто не е во ред со него. Нешто има погрешно. А потоа, како Господ да ми покажа. Клекнав на колена таа ноќ кога сватив во Јован глава 15, првите стихови, кога Исус рече: Јас пребивам во тебе и ти пребиваш во мене. Тој вели, како што гранката е припоена кон лозата, така јас пребивам во тебе и ти во мене. За прв пат во мојот живот јас препознав, слушнав како Бог ми рече кристално јасно: Јас никогаш немав намера за тебе да живееш христијански живот. Никогаш не си можел. Си паѓал и паѓал. Сега проповедаш на луѓето, а тие не знаат што се случува, бидејќи ниту тие не можат да го живеат тоа. Јас ти велам, ти не можеш. Јас сум единствениот кој може да го живее овој живот преку тебе. Кога станав од таму, јас бев толку ослободен, толку лесен, не знаев ниту како да го објаснам тоа. Тој имаше намера за мене да се подпрам, да верувам во него и да дозволам тој да го живее неговиот живот во и преку мене. Потоа, наеднаш, Галатјани глава 2 стих 20 ми дојде на ум и во срцето кога Павле вели: Јас бев распнат со Христос, ниту јас живеам, се уште не, туку Христос живее внатре во мене. И животот кој сега го живеам е преку вера во Синот Божи кој ме засака и се даде себе си за мене. Тоа беше најослободувачката лекција што некогаш сум ја научил во животот и тоа е мојата молитва, а трагедијата е ова. Повеќе верници ќе отидат во својот гроб во робство, обидувајќи се да го задоволат Бог, обидувајќи се да функционираат, да живеат, обидувајќи се некако да бидат доволно добри да го добијат неговото прифаќање кога тоа е апсолутно невозможно. Запомнете што значи благодат. Благодат е фактот дека Бог
Нас не сака за тоа кои сме ние. Бог ни простил кога ние не сме заслужувале. Не значи да се живее, да се исполнува или да се обидуваме да се мериме со нешто. Една од најослободувачките лекции е Христос во нас. Кога почнав да ги читам посланиците од Павле, после тоа, секаде каде што ќе се сврте во Христос, во Него, во кого. Сушност, можете да ја сумирате целата теологија од апостол Павле во овие два збора. Во Христос. Бидејќи Павле го разбра тоа, тој ги разбра сите своји неуспеси. Затоа во Римјани 7 вели: Јас не го можам тоа, јас се обидов и не можам. Во Римјани 8 вели: Фала на Бог што ме ослободи во личноста на Исус Христос. Римјани 8 е прекрасна глава за победа. Римјани 7 е прекрасна глава за пораз. Повеќе од нас живеат поразително се додека некако не научиме дека Христос е во нас, а не ние самите. Кога размислувам за сите овие принципи и за она што Бог го направи во моето срце, мислам за еден од најсмирувачките од сите, а тоа е фактот дека Бог нас не љуби безусловно. Слушајте внимателно. Причината што Бог ме љуби мене и тебе безусловно нема никаква врска со тоа кои сме ние, како реагираме. Тоа има врска со неговата природа. Тоа е карактерот и природата на Бог да љуби со целата полнота и сиот потенцијал што божествената љубов може да понуди. Тоа е Бог кој нас не љуби и покрај нашата пакост и не заради нешто во нас, но едноставно бидејќи тоа е Бог. Ми требаа години и години да дојдам до овој заклучок. Да, можам да исповедам, можам да декларирам на светот. Бог ме љуби безусловно, без разлика на било што. Кога размислувам за луѓето кои не можат да веруваат во вечна сигурност, кои се борат со тоа, а има милиони од нив. Тие едноставно не можат да веруваат дека еднаш откако се спасени преку Божјата благодат, велат: па знаеш, ако веруваш во тоа, тогаш тоа е лиценца за грев. Слушајте, еднаш кога ќе го разбереш тоа дека Бог те сака безусловно, ти нема да бараш лиценца за грев. Ти нема да бараш слобода за грев. Она што ќе сакаш да го правиш е да бидеш покорен на Бог, бидејќи ти си толку благодарен за тој вид на љубов. Тој вели дека ти си Божјо дете. Ништо што ти можеш да го направиш може да го измени фактот дека Исус Христос умре за твојот грев или фактот дека Бог те љуби апсолутно безусловно. Ти никогаш нема да бидеш изгубен откако Бог те спасил, бидејќи тој вели дека те запечатил со Светиот Дух. Тој живее внатре во тебе. Ти треба да го земеш Духот Божи во пеколот со тебе, за да умреш и да бидеш загубен. Размислувам за луѓето кои живеат во робство на страв секој ден. Одиш во небото? Не сум сигурен. Зошто не? Дали поверува во Исус како твој спасител? Па се обидов. Дали го направи тоа? Да, го направив. Дали Бог те спаси? Па мислам дека да. Па дали си спасен? Мислам дека сум. Не. Дали си спасен? А Бог не љуби апсолутно и безусловно и не спаси за секогаш. Следниот принцип што сакам да го забележите е ова. Тоа е дека Бог е во апсолутна контрола на секоја околност во животот. Не знам за поутешителна мисла од ова. Дека Бог апсолутно е во целосна контрола. Тој вели: нема оружје кое ќе успее против тебе. Нема, вели тој. Зошто? Бидејќи тој е во контрола. Она што изгледа многу пати дека нешто е против нас или нешто што ќе не уништи на некој начин, Бог знае точно што се случува. Јас и ти, ние живееме под сводот од неговата сезнајност, сеприсутност и семоќност. Тој е во апсолутна контрола за секој поединечен аспект од нашиот живот. Ако јас не го верувам тоа, ќе престанам да го проповедам Божјото слово, бидејќи ќе значи дека ние сме сега жртви и светот може да ни го направи ова и она, и така се нешто може да се случи. Тогаш каде е верата? Каде е овој Јахве Бог? Слушајте, тој е потполно верен и бесконечен во моќта. Ако тој е се што вели Библијата, тој е апсолутно суверен. Така, тој е во целосна контрола од секоја работа која се случува. Луѓето кои не го веруваат тоа, тие ќе ви кажат што треба да правите. Тие сакаат да го одлучите ова или она. Проблемот е дека тие не се спремни да веруваат во Бог. Тие не го познаваат Бог кој вие го знаете. Тие не разбираат дека тој ја има целосната контрола. Слушајте, ако Бог ја има целата контрола на вашиот живот, кој сум јас да ви кажувам како да го живеете вашиот живот? Кој сум јас да ви кажувам што да правите понатаму ако Бог има контрола над вашиот живот? Ако вие го слушате Него, ако ме прашате, јас ќе речам: еве што вели Божјото Слово, но вие сами треба да се одлучите. Дали ова се вклопува со Божите принципи? Дали суверениот Бог работи во вашиот живот правејќи нешто добро?
Колку често имам видено во мојот живот и во животите на другите, работи кои биле толку болни, толку тешки, биле оние што Бог ги употребувал да изгради, зајакне, поучи, да направи цврсто и солидно, да основа, да испроба, да го засолни животот на таа личност, бидејќи честопати таа дисциплина може да дојде заради тоа што ние сме направиле нешто или некој друг, или само затоа што Бог имал нешто на ум. Тој вели дека ќе го сврти сето тоа во нешто апсолутно прекрасно. Лесно е за нас да го веруваме тоа за животите на другите луѓе, но не за нашите. Следната лекција е ова. Тоа е важноста од апсолутна зависност од Светиот Дух за се. Мислам дека едно од најпрофитабилните лекции е да сватиме. Јас не морам да правам ништо во мојот дух. Јас не морам да правам ништо со мојата телесност. Ја не морам да правам ништо со мојата сила. Постои недопирна Божја моќ која пребива во секој верник. Што и да те повика, тој да правиш. Ти можеш да го направиш тоа добро на начин кој ќе има влијание, бидејќи тоа е начинот на кој Бог не создал мене и тебе да живееме, за да може тој од внатре во нас да го живее неговиот живот преку Светиот Дух, оспособувајќи не да постигнеме што и да е. Затоа никој од нас нема никаква заслуга. Ти немаш никаква заслуга ако Бог е тој кој го прави тоа. Така гордоста е гнасен грев. Бог вели дека го мрази тоа. Тој го мрази бидејќи гордоста краде од неговата слава. Тој ја мрази бидејќи таа е деструктивна во животот на личноста, затоа што кога една личност престанува да бара да зависи од Бог, тие мора да зависат од себе си. И кога го прават тоа, ви велам, сатаната се прикачува во животот на таа личност и тие се поразени. Кога размислувам за сите тие принципи, дека вашето лично време на медитација со Бог би требало да биде приоритет на вашиот живот. Слушајте, ти не можеш да направиш нешто во христијанскиот живот повеќе вредно, повеќе плодоносно, попродуктивно, бидејќи тоа лежи во основа на сите овие други принципи. Тоа е времето што ти и јас го поминуваме на нашите колена пред Бог. Времето што јас и ти го поминуваме на нашите колена со Словото. Не само молитва. Можете да се молите за секакви работи. Можете да добиете секакви работи молејки се. Но ако се молите со Божјото Слово, читајќи го Словото, барајќи Бог да ви зборува во срцето. Боже, зборувај му на моето срце за ова. Покажи ми ја вистината за ова. Што ти сакаш да ми кажеш, еве што се случува. Бог нас не љуби и не сака за себе си. Тој сака ние да поминуваме време насама со него. Исто како што секој маж и жена кои навистина се сакаат еден со друг, сакаат време насамо кога никој не е со нив, само двајцата. Тие сакаат да се дружат и да ја имаат таа врска. Бог не сака мене и тебе сами со него. Највредното време што јас и ти можеме да го поминеме во секој ден е времето кога го поминуваме бивајќи тивки, слушајќи го него, молејќи се, плачејќи кон него. Многу често пасторите ќе ми речат: ако имаш само една работа да ми кажеш како млад пастор, што е тоа? Јас ќе им ја кажам истата работа. Најважната работа во твојот живот е времето кое го поминуваш насамо со Бог на твоите колена со Словото. Не можам да ви кажам колку е важно тоа. И ако вие, татковци, сакате да ги научите вашите деца како да го прават тоа пред да одат на спиење, отидете со нив и отворете го Божјото Слово. Читајте мал стих, молете се со нив, зборувајте им, тие ќе пораснат со вера која е силна рано во животот, затоа што вие сте ги нахранеле со Божјото Слово, вие сте им дали инструкции за работите. Она што го велите со употребата на оваа книга е: слушајте, оваа книга е важна, ова порака е битна, ова е Словото на живиот Бог. Евангелието на Исус Христос може да продре во најтврдото срце, да го трансформира тој живот и да ја промени нивната вечна судбина. Ако има една работа која ја научи сите овие години, е ова. Ова е откровението на семоќниот Бог и апостол Павле вели: јас не се срамам од Евангелието на Христос, зашто тој вели: јас научив дека тоа е силата од Бог за спасение на секој кој верува. Како што размислувам често, едноставна порака можете да зборувате на неколку стотици луѓе или неколку илјадници, но знаете што? Тоа е прекрасно. Тие сите слушаат што Бог им вели, оние кои слушаат. Бог може да го земе мојот глас или гласот на некој друг, да го стави на некој друг јазик, некој друг да го каже. Нема да има никаква разлика. Тоа е прекрасната сила на живото Божјо Слово. Може да трансформира живот. Апсолутно може да ја трансформира вечната судбина на личноста.
Јас и тија имаме најскапоцената порака што светот некогаш ја знае или ќе ја дознае. Еве што вели Исаија. Тревата се суши, цвеќето венее, но словото на нашиот Бог останува за секогаш. Ова е Божјата книга на инструкции, мој пријателе. Ако го сакаш најдобриот живот, јас само што поставив некои принципи за тебе за кои знам дека делуваат. Имам видено дека делуваат во животот на другите луѓе. Знам дека делуваат во мојот живот. Секој од нив доаѓа од оваа книга. Барај од Бог да ти ги покаже принципите за твојот живот. Тој ќе додаде некои на овие. Тој можеби нема да ти ги даде истите. Сите тие се вистините. Ако го сакаш најдобриот живот, земи ја најдобрата книга. Земи ја книгата со инструкции. Најди го откровението од Бог. Ова е Божиот ум, човечки испринтан. Ако никогаш не си поверувал во Исус Христос како твој спасител, ова е начинот да го направиш тоа. Прифати го сведоштвото на Божиот збор, кој вели дека Исус Христос е единствениот еднороден син. Тој го испрати него во овој свет да умре на крстот. Го стави на него сиот наш грев, така да сиот долг за гревот минат, сегашен и иден. Тој го зеде со него на крстот. Кога умре на крстот, тој плати целосно за вашиот грев. Начинот на кој сте спасени е овој. Ти бараш Господ Исус Христос да ти прости за твоите гревови. Ја прифаќаш неговата смрт како целосно плаќање за твојот грев. Му кажуваш на него дека го примаш како твој личен спасител и моментот кога го правиш тоа преку вера, ти стануваш дете на живиот Бог во кое живее Светиот Дух, запечатен се до денот на откуп. А потоа, слушајте, вие ја имате прекрасната привилегија да ни се придружите во најголемата авантура во животот, а тоа е да живеете христијански живот со тоа што ќе дозволите на Исус да го живее тој прекрасен живот преку тебе. Ова е единствениот живот, не само што ветува туку и обезбедува радост, мир, среќа и задоволство во добри времиња, лоши времиња, во задоволство и во болка. Нашиот Бог никогаш не се менува. Така, каде и да сте, јас сакам да ве охрабрам да прошепотите едноставна молитва, барајки Бог да ви прости и кажете му денес дека му верувате како ваш личен спасител. Мој пријателе, едно нешто е за сигурно кога ќе побараш. Тој е спремен да те спаси и спремен да го промени твојот живот. Ако бевте благословени од денешната програма, ве молам посетете не на intouch.org. Водејќи ги луѓето ни светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.